Вие сте со фреквенцијата на Радио Холидеј и чинам дека веќе и Фејсбукот, една од социјалните мрежи, стана составен дел на нашата радио програма во однос на известување, најавување на гости на оние кои што ги имаме на фреквенцијата на вашиот незадолжителен, меѓутоа секогаш константен пријател Холидеј Радио. Денеска разговараме на една навистина многу убава тема. За мене и за колегата нешто ново, нешто невообичаено. Едноставно зборуваме за нешто што може да се нарече дека кај човек кој што се бави токму со оваа дејност, тоа е спасија, тоа е љубов, тоа е една оддаденост кон живата природа, кон птиците, кон животните, кон од еколошки аспект, едноставно кон дивината која што мора да се запознае, меѓутоа и константно да се сака. Зборуваме за нешто што трае скоро 4200 години на планетата Земја, нешто што потекнува и што ги одржува бедуините во живот, меѓутоа јас не сум толку компетентна да зборувам за сето ова, како што е компетентен и онака како што го работи со душа и со срце, нашиот гостин, господинот Трајче Китановски, еден од 10 соколари во Македонија. Добар ден! Добар ден, поздрав до Радио Холидеј во Прилеп, поздрав до најслушаното радио. Не случајно го кажав ова дека е најслушано радио, јас малку истражував и открив дека според глава на жител најслушано радио е токму Радио Холидеј. Поздрав до вас. Благодарам многу, навистина ова многу значи за нас, затоа што сте истражували, ние малку истражувавме за она со кое што вие се бавите. Меѓутоа, сепак вие сте најкомпетентни да зборуваме на оваа област соколарство. Ама на почеток ќе ми биде мило да ве запознаат слушателите вас најпрво, па да ни кажете збор-два за вас. Па, јас сум соколар веќе од прилика едно 7 години. Член сум на Друштвото за заштита на животни Амос Шалтер. Тоа е единственото друштво за заштита на животни што има соколар. Љубовта за птиците грабливки ми се створи при изгледање на прилог на телевизија и одма знае дека еден ден јас ќе имам птица грабливка. Значи, вие ги одбравте птиците да ве придружуваат. Сите од нас можеби повеќе обрнуваме внимание кон оние 4 ножни пријатели, да ги имаме за куќни љубимци, меѓутоа вие се определивте токму за грабливките. И навистина имаме интересни податоци кои што низ историјата, кои што кажуваат дека овие птици навистина се во спрега со човекот, барем кога станува збор за одржување на животот, односно за прехраната. И самиот спомнавте кога разговаравме дека соколарството постои 4200 години наназад. Ајде една мала увертира, една мала историја. Па често пати со пријателите кога ќе одиме во планина знаат да ме придружуваат во тие мои соколарски тури, знаат да ми кажат како да ми се чудат како е можно јастребот да те слуша толку многу, а нас кучето може да ни побегне. Што не лета, а ова што лета доаѓа на твоите команди. И тоа е така, токму заради тоа и ги сакам птиците грабливки покрај начинот на ловот на кој се восхитувам. Добро кажавте, соколарството е старо од 4200 години, дури 4200 години, тоа е најстарата гранка на ловот. Значи, уште пред да бидат измислени барудот и лакот и стрелата, постоело соколарството. Нажалост, не се знае точно од која азијска држава потекнува соколарството, но се знае дека некаде е од таму. Бедуините, добро кажавте, тоа е преисториски народ, пустински, каде што во пустината сите добро знаеме дека условите за преживување се многу тешки. Некој од нив се сетил при гледање како соколот лови, се сетил дека преку соколот може да дојде токму до храна, до протеини, до месо. И долго време размислувал како да го препитоми
како прво да го фати и да го припитоми во своја полза. Така и се започнало од тие азијски држави. Одлично не запознавте на вистина. Мене ми се чини дека низ историјата, ете и сите оние филмови што ги гледаме, спектакли историски, секој од кралевите ја носи таа кожена нараквица и нели му слетува на раката по некој сокол. А познато е низ историјата дека готвачите ги имале пак токму наместо соколите, нели, јастребите. Токму така. Па нормално ја имале таа обврска да набават храна и да сготват храна за кралевите. А вие токму се одлучивте да имате ете јастреб. Да. Јас имам јастреб. Кога дојдовте, мислам, што ве натера за јастребот? Направете една паралела помеѓу овие птици грабливки и зошто баш вие го одбравте јастребот, а не соколот или орелот? Интересно прашање, да. Па јас од секогаш на мене повеќе ме привлекувале јастребите од птиците грабливки. Веројатно заради начинот на ловот, пак ќе кажам, заради тоа што вака сега, кога ќе спомнеме соколарство, во соколарство спаѓа и јастребарство и орварство. Да. Јас мене секогаш повеќе ме привлекува јастребарство, така да кажам. Соколот бара многу повеќе. Соколот бара многу повеќе, например, доколку чуваме сокол, онака соколарски како што треба да го чуваме, тогаш треба да имаме и куче. Треба значи куче издресирано, птичар, загар, поентерец или разни други кучиња што се за лов. Да. Треба да одиме, значи, секој ден да го летаме не може, например, во шума, во планина, заради тоа што соколот не лета во планина и во шума, он не знае да се снајде многу меѓу густи дрва. Додека пак јастребот лета секаде. Дали сте на поле, дали сте во шума, планина, секаде. Него природна средина му е планината токму. И он е многу добар низ тие густи дрва и е многу брз. И мене токму, како што кажав, ме привлекува токму тоа начинот на ловот на јастребот. Јастребот, например, е птица од низок лет. И он лета доста ниско од земјата. Например, до едно 15 метри, 20. Додека пак соколот е птица од висок лет. Соколот лета знае да се пикне и во облаци, например. И соколот кога лови, значи, кога ќе го види својот плен, он треба да е помеѓу соколарот, значи помеѓу главата на соколарот и кучето, некаде во средина. И соколарот кога ќе му даде знак на кучето да го стане пленот, кучето лае, пленот лета и соколот веднаш го забележува тоа и тогаш се вбрузува вертикално од небото право на кај пленот. Значи тоа е една страшна брка, тоа е од прилика со едно 370 км на час. Соколот перегрин е најбрзото суштество на планетата Земја, што лета со измерени 370 км на сат, можеби е и побрзо. Но сепак, јас би рекол, јастребот е многу по-паметен, поитар и е подобар ловец. Значи тој оди на стратегија. Да, јастребот, например, е скриен во крошната на некое дрво, во некоја грмушка и лови одзад грб. Додека соколот лови многу ферски, ако фатам, и често пати не уловува ништо, бива да улови во денот еднашка, а од едно 10-15 обиди бива да се улови еднашка или два пати. И додека пак јастребот е нешто малку повисок тој процент, заради тоа што, како што кажав, не лови ферски, туку лови одзад грб. Лови скриен во некоја крошна на некоја дрво, во некоја грмушка и кога ќе го види пленот, го напаѓа од позади грб. И пленот кога ќе забележи дека нешто го брка, додека се сврти, секогаш е веќе доцна. Да, веќе е касно и пленот е уловен. Е тоа цела та разлика и тоа мене ме плени кај јастребот. Јастребот, доколку имате јастреб, не мора да поседувате куце,
значи и може да се лета не само на полиња како што тоа е случај со соколот, туку може да се лета и во шума, планина, значи така. Многу интересен податок навистина ни дадовте, тотално непознати работи за мене, меѓутоа и многу голем интерес да ве прашам. Кажавте дека кучето знае и некогаш да побегне и да не се врати, а не се случило некогаш и птицата, иако веќе мислите дека е под ваша контрола и таа да замине, а да не се врати, да одлета едноставно. Има ли такви случаи? Точно така. Нажалост се случува и тоа, не дека не. Ми си има случено и мене, му си има случено и на секој соколар, оно што ќе каже дека мене ми се нема случено никогаш, ќе излаже, тоа не е така. Птицата бива да ни не да побегне, да кажам, туку да не напушти на некој начин. Тоа се е поради наши грешки, не поради птицата. Да, а кои се грешките? Грешките се, например, еве доколку испаднеме со нашата птица, а таа е сита, тоест најадена. По некоја логика со сита птица ние не одиме на лов, туку таа не оди да лови, туку оди да си побегне. Народски кажано. Значи мора гладна да биде кога ќе излезете со неја. Тоа е вистината, во соколарството не треба да е ниту гладна, зашто ако е гладна нема да може па да полета. И има една соколарска тежина на која работи, условно соколарски кажано, птицата, ние при секој излегување на една таква соколарска тура, ја мериме својата птица за да видиме дали е на точната грамажа. Прво треба да ја најдеме точната грамажа. Кога ќе најдеме точната грамажа, веќе знаеме таа наша птица на која грамажа работи. И доколку не е на таа грамажа, ние не можеме да ја летаме. И значи доколку птицата е најадена може да побегне, исто така доколку значи ние соколарите треба да сме во соодност со временска прогноза постојано. И доколку има најави на врнежи, на бури, на невреме, ние не можеме да одиме да летаме со нашата птица. Заради тоа што нормално дека птицата ќе се исплаши и ќе ни побегне. Да. Например, може да е времето супер, ама ние кога ќе испаднеме, наеднаш да се влоши птицата да се исплаши и да побегне. Тоа е. Да, тогаш од овде веќе произлегува и наредното прашање. Што треба дома да поседувате од храна за таа ваша птица, за да знаете кога, што и колку да ја давате? Да, птиците грабливски јадат исклучиво месо и ништо друго не јадат, само месо. Но сега какво месо? Например, свинско месо не јадат. Некој ќе каже муслимани се, ама не се. Да се нашалиме. Свинско месо не јадат заради тоа што свинското месо има значи е мрсно месо. Они доколку јадат свинско месо ќе се згојат и тоа не е убаво за летање, да. Например, да. Значи јадат пилешко месо, јадат сето она месо што може да го најдат во природата. Значи вие треба да ја обезбедите услови исти или барем приближни како во природата. Да. Значи јадат фазан, јадат гулави, разни глувци, стаорци и врапци, така натака. Чавки, се што е во природата. Ова значи дека ги најмувате по соседите да им лова глувци. Има ли посебни места од каде што ја набавувате таа храна? Интересен податок е што јастребот од сортата на бутео или народски познато како јастреб глувчар, еден таков пар годишно јаде над 10.000 глувци. Вау. Значи доколку не се бутео, ние ќе се преплавиме од глувци. И доста ни се полезни и корисни во тој дел на нас луѓето. Тогаш да ве повикаме во Прилеп така на една недела или 2 седмици да ни дојдете на поседок со вашиот јастреб. Тоа се тие јастреби што ги спомнав сега, што ги има секаде, ги има па и кај вас во Прилеп. Да, точно. Ми беше многу интересно гледајќи ги некои од вашите фотографии што ја имате на раквицата на раката.
Тоа сигурно дека е специјална на раквица, меѓутоа дали таа е единствениот составен дел од опремата што ја имате за да се бавите со оваа дејност со соколарство? Па, еден соколар треба да поседува морално соколарска рукавица. Да подсетам, има соколарска, јастребарска и орварска. Орварската е најдебела кожа, така да кажам, со 3 слоја. Тоа потекнува од тоа дека токму орелот е најсилната птица, што има најаки канџи и е најопасен. Прво треба, значи, соколарска рукавица, потоа пожелно е, но може и не, соколарско звонче има исто така што му се става на својата, што можете да му ставите на својата птица на ногата, за да го слушнете каде е, за да ако некогаш на пример не го видите каде е, при звукот ќе го лоцирате. Има исто така соколарска капа, која е неопходна во соколарството и служи за транспорт на птицата од едно место во друго, например, кога одите да летате со колата, например, им ја ставате капата, птицата во кола и птицата, значи, заради тоа што птицата грабливка има мозок фотосензитивен. Тоа подразбира дека кога не гледа, не размислува, а кога не размислува е мирна. И заради тоа им се става капата, исто така капата им се става кога птицата е дива, за да птицата се смири. За да птицата ја издресираме, ја социализираме, им се става капата. И капата служи токму заради тоа. Потоа има каишки. Каишките тоа се неопходен дел од соколарската опрема, кои се ставаат на нозете, потоа им алки. Сега вака многу ми е криво што не можам да ви покажам. Каишките влегуваат во тие алки и има специјален надоврсток што се врзува за каишките и тоа иде од другата страна врзано за соколарската рукавица. Накратко тоа би било тоа околу соколарската опрема. Да. Кажавте на почеток дека се бавите 7 години со соколарство. До сега колку птици имате дресирано? Па, на жалост, не го знам точниот број, но тоа се доста птици. Обично, знаете како, например, ми доаѓа доста луѓе што сака да започнат со соколарство и често пати поставувано прашање им е: па што ќе се случи ако птицата ми побегне? Па птицата сигурно дека ќе ти побегне заради тоа што нема соколар што птицата не му побегнала, па така да поготово првата птица често пати колку и да ние упатуваме на тие грешки и ги знаеме да се случат. Така да, јас имам дресирано едно 20 така. 20 птици. Постои ли интерес кај нашите за соколарство во Македонија? Прочитав некој податок дека имате во моментов некој кој што сака да се бави со соколарство е од Босна и Херцеговина. Да. Него сум ментор. Ментор сте му, да. Ментор, да. Соколарството подразбира менторство. Да. Значи, има млади соколари кои сакаат да започнат со соколарство и они често пати мора да најдат свој ментор, свој пандем во кој се огледуваат и он ги учи на сите тајни во соколарството. Тој дечко што сте го забележале од Босна ме најде мене, јас прифатив и менторството трае 1 година. После тоа менторство он треба во Босна да полага соколарски испит и да видиме докаде е. Интересно. Да. Во моментов вие имате јастреб, така колку време го имате, се грижите за него, тој се грижи за вас. Меѓутоа, еве, ако некој сака, например, било кој јас, колегата и кој да е, да ве замоли како тоа изгледа, дали правите, еве, да не ги наречеме туристички, меѓутоа, не знам, еве, наменски тури, доколку некој сака повеќе да се запознае со птицата како грабливка или со начинот на ловење на храна што го прави таа,
Дали може човек да побара од вас, па со вас да излези во природа некаде во дивина, за сето тоа да го почувствува? Јас сум секогаш расположен и го правам тоа, често пати луѓе ми се јавуваат, одиме во планина, во шума, не е тоа битно. Значи, јас имам јастреб Парабутел унитинктус. Тоа е американски јастреб или народски познат како Харисон. Да. Тоа е пустински јастреб од пустината. Во Јужна Америка истите тие јастреби прават гнезда на кактуси. Тоа е еден интересен податок. Интересно, да. Да, инаку јас ги правам, како што кажав, тие соколарски тури и одиме често пати во природа, имам доста интерес околу сето тоа и може да ме најдат на Facebook, имам своја Facebook страница со кирилични букви Забава со Хари. И таму ќе се договори. Тоа е името најверојатно претпоставувам на јастребот што го има. Јастребот се вика Хари, така е. Да. Така, заради тоа што сортата му е Харисон, јас го крстив Хари. Да. Една убава скратеница. Како изгледа еден ваш ден како соколар? Нема да ве прашаме со семејството, макар да и тоа со сопругата нормално со дечиња. Меѓутоа ете со Хари, вие и Хари, како изгледа еден соколарски ден? Па еден соколарски ден, како што напоменав, прво мораме да измериме со специјална вага, она е таа вага која мери грамови. Да. Таа соколарска вага и секој грам ни е битен. Го мериме, значи, во случајот Хари и кога ќе забележам дека она е на посакуваната тежина, потоа, значи, имам веќе одмрзнато месо и јастребот е спремен, ја павам колата и одам во природа, значи планина. Например, често пати летаме во парк шумата Гази Баба или парк шумата Сарај, и зависи. Тогаш повторно да ве поканиме тука некаде во општина Прилеп, може и Мариово и на други места. Навистина имате една безгранична убава околина во толку мала земја, каде што навистина може да се ужива. Имаме еден многу интересен податок кој што мене ми е несвојствен, меѓутоа бидејќи сум лаик од оваа област, едноставно она што е најсовременото го повикува она што е праисториското. Сите современи и големи и признати меѓународни аеродроми, значи колку посовремен аеродром, сите имаат вработено најмалку по еден соколар. Да. Да, зошто? Обично тоа се двајца. Двајца соколари. Двајца соколари, одлично. Двајца, да. Мислам најмалце двајца. Тоест, погрешно кажав, во една смена двајца. Да. Тоа е така заради тоа што на секој аеродром има птици штетници, гувави или чавки, врани, сиви. И тие птици често пати се пикаат во моторот на авионот, во перките. И знаело да се случи авионот да полета и да падне. За да не се случуваат такви незгоди, во секој, како што кажавте, помодерен аеродром во светот се запослени соколари. Нивната задача е да ги иселат, да ги бркаат од таа територија тие штетници со самото присуство на птицата грабливка. Таа лета, они кога ќе ја забележат, бегаат, значи. И тие соколари се врзани меѓусебно со радиоврска, комуницираат и пилотот без дозвола на соколарот не трга. Значи не може да го стартува авионот без дозвола на соколарот. И тоа е нивната главна задача. Да. Сега соколарството колку е развиено во Македонија? Имаме некоја бројка, значи од 10 соколари. Па да. Во Србија има 30, и кај нас има 10. Ако гледаме таа паралела, не е лошо. Според Србија, знаејќи колку поголема држава е од нас, ама според мене 10 луѓе се ништо. Значи, тоа е нешто многу малце. Тоа потекнува од тоа што го кажа претходно дека соколарството е многу тешко. Значи, тоа екзискува и пари, и време, и пред се љубов. Тоа е пасионираност.
што е секојдневна обврска, како да кажам. Често пати слушам некој ќе спомне хоби, тоа не е хоби. Значи, хоби е нешто што го сакаш и што го правиш кога имаш слободно време. Ама соколарството не те прашува дали има слободно време, дали немаш. Таа птица значи треба да јаде. И треба да лета. Не само што да јаде, туку треба да лета. Ајде, ако не е секој ден, ама во неделата, значи од 7 дена, најмалце 5 дена треба да ја летаме. За да биде во добра физичка кондиција. Па така, според мене тоа е пасионираност. Да, точно така, дека е пасионираност и во однос на тоа со каков жар и љубов зборувате токму за соколарството. Да, и да се надоврзам. Често пати знаат луѓе да дојдат вака што им се допаѓа многу соколарството и кога ќе видат при првите денови колку е тоа тешко, често пати се откажуваат, нажалост. Ама и подобро е тоа така кога се откажуваат на време, што ќе биде, например, доколку земат птица, а при тоа немаат време. Затоа е вака сосема добро. Да, покрај сите овие грижи што треба да ги има за птицата за да живее сепак еден како да речам сега нормален. Не е тоа нормален живот за неа, меѓутоа сепак нормален живот. Колку е животниот век на овие птициве грабливки? Убаво прашање и многу интересно и вреди да се одговори, поготово на Сдруженијата за животни кои многу не го сваќаат овој начин на живот. Има еден интересен податок кој е многу вистинист, кој говори дека при првата година малите птици, значи 80% не преживуваат при првото зимо. А кога се наоѓаат птиците кај соколар, кога ги поседува соколар, животниот век им е многу поголем. Да. 80% смртност е многу загрижувачки факт, заради тоа што, например, има магла. А птицата кога има магла не може да лета, кога не лета, таа не може ни да лови. Кога не лови, не ни јаде и така, ако не јаде 3 дена е веќе проблем, 4-тиот ден може и да угине. А кога птицата грабливка се наоѓа кај соколар, тоа не е случај, заради тоа што јаде секој ден. Да. Заради тоа што вие се грижите за секој незин пердув, за да има вода и така натака. Значи, животниот век зависи дали се работи за орел. Например, орлите живеат, како што е познато, најдолго. Имат најдолг животен век. Може да се случи да живее и 50 години, 60, не знам. Еден таков. Јастребот, например, од мојата сорта, најстариот што угина, тоа е прошлата година на 31 година. Машала. Да, што пак ќе повторам, не е случај доколку тој истиот јастреб живеел во природа. Да. Значи немало шанси да доживе толку многу години. Веќе имаме од договореното време исполнето. Јас само ќе ве замолам некогаш да ни бидете во живо во програмата на Радио Холидеј тука во студиото да поведеме разговор. Интересна тема, соколарство, ќе начнеме и некои други прашања. Господине Китановски, ќе ви посакам убав ден и ќе ви се заблагодарам еве јавно пред сите слушатели, пред аудиториумот, на Радио Холидеј, кој работи тој греши, за тоа што ја прифативте нашата покана да проговориме за соколарството. Ми беше чест и задоволство, ви благодарам многу и секако дека во некоја наредна прилика со задоволство ќе се договориме да ви бидам гостин во живо. Ви посакувам се најдобро, поздрав до вас и до вашето семејство. Поздрав до слушателите на Радио Холидеј, ја ве покана да останете и понатаму на 102,1 МГц, затоа што следуваат и други интересни содржини.